Почитувани граѓани, почитувани новинари. ВМРО-ДПМН не е поместена ниту милиметар од режимската и насилничка матрица. Сосем малку им требаше да продолжат онаму каде што ги застанавме во 2016 година. После првиот изборен круг, членови и активисти на ДПМН продолжија да се закануваат со насилство кон граѓаните кои не се дел од оваа партија. За тоа доказ се и фотографиите зад мене. Ова е само мал дел од заканите кои членовите на ВМРО-ДПМН јавно ги испраќаат, а за кои сведочат граѓаните секојдневно на социјалните мрежи. Еве дел од нивната содржина. Ајде во втор круг со ново мнозинство и да ги гониме по улици како Шинтер и Џукели. Ти се бројат деновите гаде предавнички, гробави да ви се отворат. Мора да ја снема оваа чума, живи да ги закопаат. Граѓаните сведочат дека во општините каде победија кандидати на ВМРО-ДПМН почнале да се прават списоци на луѓе кои се членови или поддржувачи на СДСМ со најави за некакви наводни одмазди. Почитувани граѓани, синоќа во Вевчани личното обезбедување на Христијан Мицковски влегло во угостителски објект, легитимирало и се заканувало кон присутните гости. Така правеше и обезбедувањето на Никола Груевски. Влегуваше во телевизии и бараше од камерманите и новинарите да бришаат видеа и фотографии на кои се гледаше нивниот Никола Груевски. Така правеше и полицијата МВР-ВМРО кога вршеше упади по библиотеки, апсеше студенти и упаѓаше во медиуми. На тој начин безмилосно убија дете на Скопскиот плоштад во 2011 година, кога славеа изборна победа. Кандидатот за градоначалник на ДПМН во Василево физички нападна активистка на СДСМ. Поминаа 24 часа, а осуда од единствената кандидатка градоначалничка Даниела Арсовска нема. Го поддржувате ли насилството врз жените, господјо Арсовска? Осуда нема ни од политичката партија ДПМН, затоа што очигледно дека тоа е нивниот старонов концепт. Поддржувач и пријател на новиот градоначалник на Бутел, Дарко Костовски, на јавно место им се закани на 20 жители на Бутел дека доколку не се иселат од општината, ќе ги убие. Осуда нема. Почитувани граѓани, додека СДСМ е на власт, вие ќе бидете заштитени, а нивните закани ќе им останат само на уста изговорени. СДСМ и демократските институции на државата се гарант за заштита на народот од насилниците. Но за да се запре овој налет на обидот да се врати режимот и да им се стави стоп на нивните закани за репресија, мора да се обединиме и да излеземе во недела да гласаме. Да гласаме за да си ги заштитиме граѓаните и државата од нови насилства, конфликти, омрази, делби и одмазди. Да гласаме за да продолжиме да живееме во мирна, слободна, граѓанска и безбедна држава. Може би имате десетици причини да бидете незадоволни, но има една причина доволно силна да не поддржите во победата, а тоа е слободата. Ви благодарам.